Колку мебел и опрема ќе задржи ВИП арената Борис Трајковски, а што ќе изнеми градежната компанија Eurovia од Жилино, само за да го адаптира спортскиот центар за декемврискиот министерски совет на ОПСЕ, за кој доби тендер од МНР во висина од 1,8 милиони евра. Покрај маси и столчиња, Eurovia ќе изнајмува и разводни табли, кабли и светилки, согласно ставките во договорот, а по завршувањето на конференцијата ќе си ги земат назад. Откако Алфа се обрати со прашање до Eurovia, оттаму вела дека ова е светски значаен настан и внимателно го подготвуваат одговорот, откако викендов помина со лавини реакции за сопственикот на компанијата, кој е внук на поранешниот вице-премиерот Дуи Абдулаким Адеми. Но сопственикот на Eurovia, Елмедин Адеми, не само што има роднински врски со Дуи, неговото име се појавува и како најголем финансиер на партијата за 2022. Имено за председавањето на Советот на ОПСЕ, владата одвои 5 милиони евра, народни пари за кои министерот за надворешни Бујар Османи смета дека не е висока сума за организирање на ваков меѓународен настан, иако парите се црпат од буџетот на Македонија. Од кабинетот на Османи посочија дека Министерскиот совет во Македонија ќе има скромен и најмал буџет во однос на претходните председателства. Освен Eurovia, за преадаптација дополнително фирмата Бар има добиено 2 тендери во висина од околу 190.000 евра за плани за надзор. Во меѓувреме, во тек е набавка за интернет и дигитални услуги. Освен реновирањето на спортскиот центар, државата ќе мора да изнеми и да плати ВИП возила, хотелско сместување и угостителски услуги за делегациите, кои МНР очекува да ги предводат 70 министри за надворешни работи. Компанијата Eurovia најголем дел од сделките со државата ги има склучено од 2017 наваму. Оваа година компанијата, предводена од внук на екс-функционер на ДУИ, склучи договори со државата во вредност од над 360 милиони денари или околу 6 милиони евра. Речиси 2 милиони евра за центарот Борис Трајковски, уште 2,1 милион евра за изградба на полициска станица во општина Аеродром и уште 2 милиони евра за расчистување на земјиштето околу автопатиштата низ цела Македонија.